што се бизнис ангели? Бизнис ангели се луѓе кои што успеале во својот бизнис, имаат доволно капитал да го инвестираат, да вратат на општеството. Пропаѓа Бродвеј и оние кои што оделе на представите, кои што биле бизнисмени и богати луѓе, се одлучуваат да направат клуб свој на бизнис ангели, за да го помогнат тогаш Бродвеј. Има, например, најмалите, ќе кажам, ти од 6 до 9 години. Кога ги прашавме што ви е проблемот, паднав и другарката не ми се извини и ништо не ми кажа, а јас плачев. Што можеме да направиме ние во врска со тоа? Тимот направи книга цела со нивни цртажи и заработија 6000 денари. Децата се masterminds. Здраво, Елена, што го врти светот? Љубов, Јована. Љубов да го врти светот. Најчесто одговор на сите времиња, тоа ми се свиѓа. Најоткачана бизнис идеја што си ја слушнала во последно време? Најоткачена е далечинска контрола на мозучните бранови. Значи да може да те направи среќен, задоволен, уморен, подготвен за работа, подготвен за трчање и така. Работа со бизнисмени или работа со деца? За двете групи. Започнување бизнис во Македонија или во Америка? Во Македонија. Па секако. Прво, Па каде тука кај сме нас. ние? Први што успел да направи бизнис во Македонија успешен може сегда на светот. И тоа е добро гледање на нештата. Работиш во СИД Македонија многу долги години веќе. Сега си менаџер и на клубот на бизнисмени и на клубот на бизнис ангели. И мене секогаш ми било интересен форматот, односно бизнис ангели, што тоа значи. Ајде малку да објасниме што се бизнис ангели, зашто звучи многу возвишено. Да. Верувала или некога започнувавме ние пред 10 години со бизнис ангелството во Македонија. Терминот не беше ни малку познат. И затоа вака на гостувања често знаат да ме прашаат ангели или демони. А има ѓаволи? Ако има ангели, има и ѓаволи. Бизнис ангели се луѓе кои што успеале во својот бизнис, направиле некаков импакт кој што го посакувале, имале план, го оствариле, поминале низ сито и решето што велиме, имаат доволно капитал на своите сметки да го инвестираат на најразлични начини. Еден од тие начини е да вратат на општеството, односно да вратат на младите генерации предприемачи, и тоа го прават не само преку финансиска помош, значи не само што инвестираат, туку го прават и преку вложување на себе си, на своето знаење, на своето искуство во подигнување на тие млади предприемачи. И затоа ги викаат бизнис ангели, бидејќи се како ангели во тоа нивно првично предприемачко искуство. Па добро. И мене ми беше особено интересно дека кога го разгледував прв пат терминот, многу одамна, може пред 10 години, практично и го студиравме и го учевме на факултет, на економски факултет. Прво почнало во Бродвеј, односно Бродвеј пропаѓа, затоа што кај нас обично сакаат оние кои што даваат пари на бизниси или на било што да мислат дека ова ќе направиме инвестиција, таа инвестиција нас има да ни се врати, да се обогатиме, а не е така. Значи секогаш кога се дава на предприемачи, на културни работници и така натаму, постои огромен ризик таа инвестиција да не им се врати на тие кои што инвестираат. Меѓутоа, еве случајот со Бродвеј ми беше интересен, така и настанало, значи пропаѓа Бродвеј и се соочува со тешка финансиска криза. И оние кои што оделе на представите, кои што биле бизнисмени и богати луѓе, се одлучуваат да направат клуб свој на бизнис ангели, за да го помогнат тогаш Бродвеј. Сега тоа се користи најчесто за да се помогнат некои млади нови предприемачи, интересни идеи. Колкав е ризикот, со какви очекувања доаѓаат бизнис ангелите кога одлучуваат дека ќе инвестираат во новите бизнис идеи? Затоа што ние се плашиме како општество од ризикот многу. Не се оперирани од тоа. Да, и затоа правиме разлика помеѓу инвеститори и бизнис ангели. Инвеститор е некој кој што финансиски подпомогнува некој бизнис и добива финансиска корист за возврат. Меѓутоа бизнис ангели се вложуваат целосно и се свесни за ризикот. Еден од ризиците за кои што се свесни, ние сепак ги обучуваме. Ние правиме и често обуки како да станат бизнис ангели, бидејќи тоа не е нешто со кое што човек се раѓа
или го има во себе, најголемиот ризик со кој што се соочуваат е фактот дека 9 од 10 стартапи пропаѓаат, односно ново формирани компании кои што имаат иновација некаква и се скалабилни, односно брзо растечки. Така што ние кои што ќе решат и покрај овој факт да вложуваат и време и енергија и своји контакти, ресурси, пари во тие млади претприемачи кои што допрва никнуваат, се навистина за мене многу благородни луѓе. Да, затоа што ризикот е тука, парите може да се стават во нешто во станови. Јас што најмногу го хейтам, зашто на вистина не прави такво враќање во економијата како што може да направи еден успешен од 10 стартапи. Тоа може да биде успешна компанија која што ќе вработи едно чудо луѓе и на вистина мора да се одаде почит на оние кои што одлучуваат да го поддржат овој развој, зашто тоа е развојот на државата. Имаш ли некој пример каде што, може сте очекувале дека некој бизнис ќе успе, а не успел, и обратно, каде што сте се плашеле дека таа идеја може не е совршена, ама еве ден денес постои, работи и функционира? Пример да ми дадеш да осетиме чисто како изгледа целиот тој процес. Да, има и примери од двата случаја. Ајде прво од овие што не успеваат. Че се случува и покрај сите наши желби, надежи и вложувања, сепак стартапот да не успе. Има многу причини. Заради тоа ние ги следиме и најмногу обрнуваме внимание на тоа во кој момент од развојот во тие критични точки тие може да сгрешат. Бидејќи многу до сега поминале, па веќе лесно се препознаваат. Меѓутоа, например, во таа рана фаза многу грешат кога еден човек прави се, и кога има страв да земе содружник со себе или да даде дел од својата компанија во вид на удел на партнер за да може заедно да растат. Така што се помалку и помалку се вложува во човек компанија. Односно, кога собственоста е кај еден човек, само заради тој факт дека нема да може целиот товар да го поднесе во таа рана фаза. Понатаму, не знам, кога ќе заработи малку пари, прави вработување, мислејќи дека со повеќе луѓе ќе успее повеќе. Тоа е исто една од грешките која што е аларм. Што треба да се прави? Се трошат ресурси за ново вработени кои што треба неколку месеци, понекогаш 6 месеци да се воведат, да им се објасни дека станат продуктивни. Дел од ресурсите во вид на време и пари се влечат од фирмата, кога е тоа рано, во рана фаза знае да направи сериозен проблем. Тоа е еден пример. Финансиската писменост исто така и можноста за финансиско менаџирање на парите исто е еден од критериумите што се гледаат. И ред други работи. Значи, тимот е многу важен, внатрешните процеси, комуникацијските способности, така натаму, и една многу важна карактеристика, а тоа е да бидат, се англицизам, ова не знам како го преведам, coachable. Да прифаќаат учење, да бидат отворени за да научат. Да бидат отворени за учење, бидејќи доколку не се, нема да може да ги примаат позитивните сигнали од луѓето околу нив, па и од бизнис ангелите. Coachable, тренабилни. Да. Да. А од другата страна, успешни примери, да, има еден од првите примери што можам вака да го издвојаме, Brainster, тоа е едукативна платформа, која што започна со некоја сосема различна идеја, меѓутоа со помош на неколку луѓе, бизнис ангели, уште пред 10 години беше тоа, се адаптираше, се изменуваше, за текна време денес се сериозна компанија со милионски приходи, така што тоа е, вака да кажам, контрастот од оние кои што успеваат и оние кои што, за жал, не успеваат, иако може да се обидат по втор пат. Фала за тоа што го правите, ама сакам да прашам дали се гледа бизнисите кои што се создаваат повеќе да прават нешто за македонски домашен пазар или да пласираат производи на странски пазари, бидејќи сепак ние сме 1.800.000, не сме многу богати и така натаму. Се зависи од бизнис моделот. Значи, тука нема некое правило. Но најчесто ние сакаме, ние ги мотивираме да
работат извозно, бидејќи големина на пазарот си го прави своето и често е лимитирана, не само не често, секогаш е лимитирана. И затоа агитираме да размислуваат извозно од самиот старт. Не мора тоа да значи дека веднаш вие ќе воспоставите меѓународна, регионална или не знам европска структура на ваши компании, туку да размислувате во проекциите што ги правите дека ќе направите компанија која што утре ден ќе извезува. Било се тоа производи или услуги. Значи ние не се ограничуваме само на производите, бидејќи и моделите како франшизирање и така натаму ги разработуваме како можност да се извезува услуга. Кажи ми за ова контролирањето на мозокот. Тоа е бизнис кој што постои или е нешто што како идеја и технологија се развива во моментов? Сега се развива и искрено, Јована, јас истата реакција имав како тебе. Тоа значи дека Нели? Може да се контролира ние и во пиарите негативна ќе смисла. станеме тотално непотребни. Мислете вака. Гласајте за мојата партија. Тоа е во развој се уште. Тоа беше вака една од поновите што ја слушнав дека се развива. Меѓутоа има многу неверојатни приказни, но затоа токму заради AI, значи вештачката интелигенција и вакви типови на нови технологии, ние инсистираме да работиме на вредностите. Бидејќи ако ги имаме вредностите, ако имаме таа деловна етика, ние велиме не само деловна етика, лични вредности кои што ги негуваме во текот на животот, не само во домашното опкружување, туку и во вакво деловно опкружување, сакаме да ги промовираме, да ги негуваме, да ги разменуваме помеѓу луѓето, тоа ќе направи разликата во иднината, а не самата технологија. Да. Ја спомна деловната етика и мислам дека еден од најтешките услови не е само недостатокот на финанси кај нас, туку и недостатокот на деловна етика, односно дека зборот важи, дека договорот важи и така натаму, што и да создавате, еве, и што го врти светот, и бизнис, и било што, ќе се соочите и тоа на неколку наврати со ниско ниво на деловна етика, односно дека некој ќе ви должи многу пари, дека со некого ќе се договорите да соработувате, па тоа ќе се смени, дека нема едноставно честност во работењето која што за сите на крајот од денот треба да придонесе. И многу е чудно за мене тоа, зашто сме ние еден таков мал круг, мал пазар, секој со секого некако се знае, ако не се знае, ќе најде некој што се знае, што ми е многу чудно како успешно вираат бизниси и компании кои што имаат многу ниска деловна етика. Прашањето ми е како се соочуваат, например, оние кои што прават стартап со ова. Како ги насочувате да предвидуваат што може да се случи или пак дека ако нешто се случи едноставно биде подготвени, тоа е тоа. Продолжи понатаму. Добра, деловната неетичност не се само крадење на бизнис идеи. Значи, тоа е едно од многото. Има многу начини. Меѓутоа, јас секогаш велам да бидете неетичен во вакво мало опкружување сулудо, бидејќи кога збориме само за Македонија, сулудото е многу краткорочно, краткотрајно. За многу кусо време ќе се прошири енергијата и ништо не правиме на долг рок, а кога воспоставуваме бизнис не е идејата да работи 3 години 5, освен ако не е високо скалабилен стартап па да се продаде. И затоа велам, ако сакате да работите долгорочно со партнери, со доверливи луѓе, да може да се подпирате на другите и да се подпираат на вас. Тука само ако подлабоко навлегуваме, една наша долгогодишна соработничка клиентка, ќе спомнам адвокат Данча Чакаровска, вели мали луѓе прават мали бизниси, големи луѓе прават големи бизниси. И пак ја спомнам тука енергијата, чудно е што се става во констелација на бизниси, меѓутоа многу значи, бидејќи доверливоста, на емпатијата, сакањето да се помогне, не важи само за вработените, важи за клиентите, важи за соработниците, важи за целото опкружување кое што го правите. Луѓето со вас ќе сакаат да прават бизнис. Да. Се останато, компании кои што сакаат да прават бизнис со некои што знаат дека се неетични во секаква смисла, има нешто што ги тера. Тоа не е вистинската цел и вистинскиот начин на развој на компаниите.
Добро, ова ми отвара една друга тема, а тоа е ако гледаме дека нели етиката на работењето не ни е на највисоко ниво и воопшто на живеењето, дали колку тоа потекнува од тоа како ние ги учиме децата, затоа што ти сега почнуваш програма за деца и ќе работиш со новите генерации, се надеваме на предприемачи и така натаму. Колку ние како родители, наставниците и едукаторите влијаеме врз децата кога им кажуваме дека супер што препише, супер што плати ваму. Прифати дека во рете учителката да го сака тој повеќе пошто татко му е тој што е, или што убаво си го зезнал другарот, како браво фраерски, нели, ако те удрат врати со ќотак и така натаму, че тие концепти на нас не се некако врежани во нормализирани. И сега како очекуваме деца кои што така растат, млади кои што така се обучени, факултети каде што имаме професори кои што функционирале на тој начин или го глорифицирале тој начин на работа како нешто што е паметно, ние никогаш неетичкото го врзуваме со паметно, што не треба да биде така, исто како што добрината не е нели наивност. Како да очекуваме од ова општество да пораснат бизнисмени кои што ќе имаат основна етика на работењето? Ако нема основна етика во животот, воопшто некој човек. Грижејќи се за нивната благосостојба. Емоционална, духовна, физичка, секаква. Прашањето, многу добро прашање, многу размислувам на темата, бидејќи јас сум мајка и се грижам за еднината на моите деца. И сметам дека некои основи кај нас на образованието треба малку да ги подразмислиме, односно редефинираме. Во смисла кај нас е, не само кај нас, тоа е глобално прифатено, дека не е во ред да препишуваш. Јас велам напротив, кога некој препишува, прво се создава тимска работа, другарство, се создава емпатичност, помош на другарчето. Ние не смееш вака да седиш и да криеш. Да, ние ги учиме како да не помагаат на другарчето. Обратно, ти треба да ги научиме да помагаат, бидејќи само така може да бидат среќни. Како ќе бидат среќни ако нивното другарче не е среќно, добие единица. Значи, од основите треба да почнеме. Како јас им помагам, па јас почнав сериозно да правам програми за деца. Да, тоа ми беше многу интересно. И тоа си викам вака прв пат кога го видов, викам треба ли децата од толку мала возраст да ги учиме за предприемништво и за бизнис. Па се сетив дека ние сме работеле со деца млади од 15 години во училишта и тие покажуваат огромен потенцијал. Тука никако па најслободни се и добро е можеби тоа да им го поттикнеш. Како е структурирана таа програма која што децата ги учи како да бидат предприемачи? Затоа што тоа кај нас, за жал, ние, како што кажавме, ниту го учиме дома, ниту го учиме на училиште, некако ни не достига. Има програми, не е дека не постојат, ама не се доволни некако. Како ќе ги учите децата? Бидејќи тоа се мали деца со кои што ти се дел од програмата, 6 години нагоре, така? Да, почнуваат од 6 години. За 2 години имам да пријавам едно дете. Едва и чекаме. Да, често ми го поставуваат прашањето, нормално. Меѓутоа, децата се masterminds. Тие се брилијантни умови, сите. Да. И само зависи пристапот. Како ќе му пристапите на едно дете, како ќе му ги отворите очичките, како ќе го заинтересирате, како ќе навлезе во суштината. Тоа е начинот на комуникацијата, е тоа што им дава на децата поттик да го работат. Инаку тие се спремни да примат многу информации и да ги репродуцираат на свој начин и да ги дадат понатаму како квалитет на животот на луѓето околу себе. Брилијантни се децата. Ама треба интересот да им се најде. Мојот син знае 8 врсти на мајмуни. Затоа што многу сакаме, и јас не сум знаела предходно, ама ги сака. И мислам дека е тоа интересно во предприемништвото. Мора така да размислува еден предприемач. Мора да си го најде, бидејќи предпријатие може да биде се. Не знам, подкастов, може да биде некој што се бави со балет, па ќе отвори балетско училиште, може да биде некој што сака да контролира мисли, ето има и такви примери. Меѓутоа, не знам, едукација,
апликација за нешто. Ама моментот е дека предприемачот мора тоа многу да го сака и многу да се вложи и да биде подготвен веројатно да учи, да добива нови информации и да биде тренабилен, не, coachable, да го смени начинот на размислување кога ќе види дека треба подобро. Вака само да го дополнам. Тоа сакам да кажам, децата се такви. Да. Како да им го задржиме тоа? Да. Природата има. Тоа се прекрасни суштества и јас би сакала тие прекрасни суштества да бидат и во нивната возраст понатаму, кога ќе станат возрастни, кога ќе станат млади, тинејџери и така натаму. Каде ги губиме? Каде го губиме таа нивна фантазија и како да не се случи тоа? Еве, твоите програми помагаат. Кој е оној момент кај што детето го учиш дека добро си такво какво што си, значи супер е ова, само оди навака или натака. Ова каде ги губиме има многу врска и со релацијата со родителите, меѓутоа јас што правам за моите програми, мене многу ми се допаѓаше Монтесори методологијата. Моите две деца посетуваа Монтесори градинка, која што перфектно ги подучи, ги подготви, да кажам, помалото си уште посетува и сватив дека тоа е методологија која што може да им се доближи на децата. Зошто? Заради тоа што нема курикулум, нема теми за обработка, нема лекции што може да се научат. Едноставно се работи на афинитетите на децата, кога ќе се отвори некоја тема и кога детето пројави интерес, инструкторот, Монтесори инструкторот, е тој што треба да препознае и да види која е основата на која што понатаму ќе ги надградува темите и ќе работи на таа тема. И исто е и со програмите во Little Big Founders. Значи, ние препознаваме што детето сака. Ги менуваме улогите, некогаш е директор, некогаш е CEO, некогаш дете од 7 години е CMO, некогаш е CFO, така сега само ги Тој е главен финансиски директор, маркетинг директор. Да. Чисто менаџер на македонски. Тие само сега ги примаат термините како такви. Меѓутоа кога ќе се залепат за некој интерес внатре, некој го бива за табели, некој за производство, некој и ти го надградуваат интересот. И така полека ги учат темите. Значи така учат финансиска писменост, нешто што кај нас е многу критично. Многу критично. И од мала возраст веќе почнуваат да се сретнуваат со терминологија која што ќе им помогне понатаму во животот. И јас често велам дека не е важно дали некој ќе биде доктор или инженер или уметник од кој било вид. Важно е дека ќе ја има предприемачката концепција во себе и ќе знае каде неговиот труд да го вложи за да се вреднува. Не мора да биде предприемач да има своја компанија. Не. Може да биде дел од поширок систем. И тоа е тоа што фали кај нас и што сакаме да го покриеме. И затоа ги носиме посетуваме компании, например, ги менуваме улогите на тимовите, викаме, покануваме различни предавачи од област на предприемништво да разговараат со деца, да им ги отворат очите. Многу интересно кога ги носевме во банка па броја пари на Ќе речеш не е интересно, како не е интересно за деца, е супер. Да, и не се веруваше кога праша од каде доаѓаат парите. Ние, да, стварно ние никогаш не сме го вработувале. Ги сечаме дрвета па. Да. Да не зборувам за финансиски инструменти. Инаку оние кои што се средна школа, значи од 15 до 18, верува Јована, тие се спремни да водат компанија. Тие се подготвени. Тие може да ги знаат сите процеси. Нивниот мозок е веќе доволно развиен да ги свати. Само треба добро да ги подготвиме. Ние од прва до четврта година ги водиме ни сите процеси, веќе тие се спремни. Веќе кај нас секако може за проблемот да се осврнем. Може малку. Само морам да те прашам што смислуваат. Од преска вака ми е во глава и треба да даде некое дете идеја за некакво предпријатие, пример, не знам што презентираат. Има, например, најмалите, ќе кажам, тие од 6 до 9 години. Кога ги прашавме што ви е проблемот, и едно од децата рече, па мене, вака во секојдневието, па мене, кога бев на училиште, паднав или ме сопна едно дете и другарката не ми се извини и ништо не ми кажа, а јас плачев. И ајде полека, што можеме да правиме ние во врска со тоа? Па они треба да бидат воспитани. Како да ги воспитаме? Па родителите ги. Па не знам, можеби не знаат родителите. Ајде да видиме што може. Полека стигнавме до книга со бонтон правила. Да. И тимот направи книга цела со нивни цртежи и ја продаваме. Ја продадоа. Да, и заработија пари, 6000 денари.
6.000 денари се супер кога си дете, ќе си... Не е битно колку се парите, битно е дека они направиле нешто, создале и виделе некаков бенефит. Сега гледам многу често нешто што не било типично во наше време, или лимонада да стават, или алкички прават девојчињата, сме правеле и ние, ама сега некако така се буди една таква генерација на родители, веројатно, кои што ги поттикнуваат, па децата си се групираат сами. И она што го зборувавме, дури и она дете кое што не е родено од родители предприемачи, сепак има потенцијал да ги развие тие вештини, а на крајот од денот тие вештини се битни и за домаќинство да водите. Значи, мажот и жената може друго да работат, ама дома секогаш доаѓа едно купче од кое што вие треба да добиете максимум, дали ќе инвестирате во образование на детето, во стан, во кола. Сето тоа е финансиска писменост, која што ние убаво би било да ја имаме многу пред да дојде тој момент судниот каде што треба да се одлучува. Кои се најспремни во нашето општество за да водат бизнеси? Еве и од примерите што ги гледаме. Дали се тоа деца на бизнисмени? Зашто многу често гледаме такви примери на таткото имал развиен бизнис, синот понатаму е или ќерката, се едно, може и мајката имала бизнис, да не ме свати некој погрешно, меѓутоа родителот имал бизнис, детето понатаму продолжува и е успешно во тоа, зашто веројатно и надвор од образовниот систем имало некаква едукација. Низ текот на годиниве, веќе долги години, скоро колку таму 2 децении, поминуваат различни традиционални компании, стартапи и така натаму, може да се забележи еден тренд, а тоа е дека децата на предприемачи, односно оние кои што се растени во предприемачки семејства, имаат поголем потенцијал. Дури и забележав вештини во кои што малку одскокнуваат на другите, како што се, не знам, разрешување на конфликти. Се помалку конфликтни, односно гледаат да најдат начин како да го разрешат конфликтот. Креативноста, решаваат, наоѓаат различни начини како да стигнат до целта. Значи не им е важен проблемот, важно им е решението позади проблемот. Тимската работа исто може да се издвои како таква и тоа го забележував заради тоа што имавме многу деца на наши клиенти кои што ги обучувавме во тие програми и свативме дека чим овие вештини може да се добијат дома, па сигурно може да постои програма која што ќе биде отворена за сите. И може сите деца да ја посетуваат и да видат како изгледа тоа на лице место. Значи ние ги учиме такви термини и надвор. Така што да, децата растени во такви семејства, особено оние кои што биле вклучувани, бидејќи не сите се вклучени. Секако. Во предприемачки активности на нивни родители имаат повеќе сенс, односно почнале од помали. Ама и Монтесори е нели токму тоа, да се вклучи детето во нормалните обврски на родителот, дека не мора учењето секогаш да биде насочено сега ќе седнеме, ќе решаваме оваа слагалица, убаво е да се решаваат слагалици во секое време, меѓутоа исто така се учи ако заедно готвиме, исто се учи ако заедно пружиме алишта и тоа се различни типови на вештини. И мене ми се свиѓа таа теорија зашто им потсеќа на времето кога немало лаптопи, кога не можеле да се купат играчки, децата најчесто, нели, ако меси бабата им дава тестенце, некако тоа е основата на се и ние изгубивме и добро што има програми за да се вратиме на некако тој пат, ама еве во предприемништвото не ми текнало дека многу е логично ако го вклучуваш детето, ги слуша твоите проблеми, твоите решенија, може ќе понатака ќе развие такви вештини, баш интересно. Ама дали сите па деца треба да бидат предприемачи? Затоа што во едно предпријатие не е само директорот, не е само CFO, туку има на многу јаки позиции луѓе кои што се добри во тоа што го работат. Не. Добра, не. Да бидеме на чисто. Сите да не сме директори. Дека ние не сакаме да создадеме следни генерации на собственици, директори, газди и така натаму. Не е тоа поентата. Поентата е идејата да го имаат предприемништво дека концепт во себе. Значи, дел од нив ќе станат предприемачи, ќе отворат своји компании и ќе вработуваат други луѓе и ќе ги развиваат како што треба. Меѓутоа не сите ќе сакаат тоа да го прават. Но и да одлучат да прават нешто друго, која и да е професија да одлучат, неминовно ќе се најдат во контекст на предприемништво. Било да е тоа може и државна служба е нешто што се вреднува и за кое што земаат плата и во целиот тој систем има некаква своја цена и вредност.
Значи, тој склоп тие треба да го имаат од себе од мали, за да можат да одлучат утре што сакаат да прават. И се гледаат во институциите, зашто имав можност да работам и чест искрено во институција државна која што имаше врвни професионалци, се гледаат тие се, ако работат во администрација, решавачите на проблемите. Ова може вака, и тоа се луѓето кои што водат напред во поглед на има нашата, фала Богу, држава, доста проблеми и предизвици со кои што се соочуваме и предприемничкиот начин на размислување е решавањето на тие проблеми, како да го надминеме ова со ресурсите што ги имаме. Со тоа секој мислам дека ќе се соочи апсолутно, но потребни ни се и оние кои што ќе изиграат утакмицата. Секогаш ние барем пробуваме да го дадеме тој пример затоа што е пример кој што покажува дека не се битни само менаџерите, а тоа се фудбалските клубови или било кој спортски клуб. Замислете да ги нема фудбалерите, само менаџерите на клубот. Што ќе менаџираат? Кој ќе игра? Кој ќе дава голови? И тие се звезди. Како да создадеме и работници кои што се звезди во компаниите, кои што играат најдобро за својот тим и за својата компанија и за својата држава, нели соодветно каде работат. Како да тоа да го некако поттикнеме? Знаеш како? Ние стикаш на обуките велиме дека од вратарот до главниот на компанијата треба да ја знаат визијата на компанијата, односно вредноста што ја дава таа компанија. Значи, испорачува некаква вредност. Така што не е важно дали вие вредноста на компанијата ќе испорачате преку овие ниски позиции што ги велиме, некаде сте на средно ниво на менеджмент или на високо ниво или во некакви сектори. Не е важно. Најважното е да ја живеете вредноста што една компанија сака да испорача кон другите за да биде успешна. А вие чим работите само сакате да биде успешна. Така тоа е идејата. И затоа велам, на оваа скала на вработување, кој е место да го избере? Тој што ќе има, нели, програма поминато за предприемништво, ќе го има целиот концепт во главата и ќе биде вреднуван, повеќе вреднуван. Јас сум сигурна дека децава кои што нема да бидат предприемачи и не треба сите да бидат, ќе имаат појасна слика за тоа каква улога имаат во компанијата. Да. Бидејќи и дел ќе бидат само вработени и за себе, каква улога ќе имаат, меѓутоа и за вредноста на другите. И во делот на преговарање, тоа е интересен сегмент на сите, да кажеме, професионалниот развој и живот, колку треба да им создаваме на децата способности да преговараат за својата позиција, зашто ги спомнавме еве фудбалерите. Ги спомнавме пред некоја епизода, а и експертите кои што во моментов преговараат доста добро во Силиконска долина, со стотици милиони им е платена работата. Како ако јас сум играч или добар играч, коректен и така натаму, да преговарам за подобри услови, повисока плата и така натаму. Колку и тоа треба да го учат децата за понатаму да стигнеме до позиција кај што јас за мојата компанија ќе дадам 200 голови или ќе постигнем 200 цели и така натаму, ама соодветно сакам да бидам вреднуван и моментот јас на мојата компанија не носам вредност и треба да бидам свесен дека мора да се подобрам. Зашто двете постојат, нели, обврските и оној дел каде што ако вредам, треба да бидам вреднуван. Како тоа да ги научиме децата? Дека нема сите петки да добијат едноставно во животот. Ова со фудбалерите ми е интересно. Како некој што не следи фудбал. Та и јас не следам. Ама интересно е тоа што успешните фудбалери сите имаат своји менаџери. Значи, менаџерите се тие овие деца генерации кои што ние сега сакаме да ги подготвиме. Бидејќи тие не го научиле ова што ние сега ги учиме. Не можат да ја проценат вредноста што ја даваат на својот тим во овој случај. Можеби не треба. Треба да се фокусира на тоа што го прават и сосема е во ред. Затоа рековме ќе имаат различни улоги. Најважно е да бидат среќни. Да примаат љубов и да даваат љубов, без разлика во која ситуација од животот и од работниот живот се наоѓаат. Значи, тоа е најважното. Ако се среќни да бидат, не знам, вработени во маркетинг и да дизајнираат, супер. Тоа е совршено во ред. Тоа е толку битно. Баш многу зборувавме маркетинг и дизајн е многу интересен сегмент, затоа што дизајнерот нас него
разубавува светот во кој што живееме. Мислам дека треба да ја сватиме повисоката цел на се што работиме. Јас не седам тука сега да го држам овој термин, туку разговарам со некој, тоа треба да има некаква вредност за тој што слуша или за тебе се надавам и слично. Значи, исто така и со дизајнот. Да не постои дизајнот, ние би живееле во еден толку ружен свет. Сам не знам каков би, освен нели природата е сама по себе дизајнер, ама се друго, ако немаме ние графички дизајн, ако немаме дизајнер кој што ќе направи убаво столче или било што, или облека, како би изгледало едно сивило општо бетон со некоја фарба врз него. И замисли, тоа е само една од професии. Само една. Секоја, тоа сакам да кажам, секоја професија, да. Тоа е интересен концепт. Добро. Баш ми се свиѓа оваа тема. Можеме до утре да ја зборуваме колку секоја професија е битна. Имавме човек кој што работи во земјоделие, зборавме земјоделците колку се битни, ние не би јаделе без нив воопшто. Во Македонија имаме малку напад на професиите. Како ништо не си цениме што е свое, па ни учителките, ни храната, ни бизнисите и слично. Може ли да ми дадеш, би сакала еден, да кажеме на крај некако, зошто еден млад човек би требало да се обраќа на поголемите бизнисмени за поддршка финансиска и дали се само парите тоа што може да го добие и дали веќе те вратам пак кај бизнисите. Дали бизнисите ги бараат овие нови идеи или предприемачот е тој кој што треба да оди на страната на сит, да пребара што прават во моментот, да се јави, како да стигнат до тоа, затоа што многу често слушаме ова постоело, јас не сум знаел, таа информација не стигнала до мене. Добро, ние како медиуми мораме да информираме, ама нели треба малце активности од другата страна? Сакам да почнам каде да најдам финансирање, поддршка, ментори и слично. Вака малце ќе почнам од ова што го спомна со земјоделците, бидејќи е многу интересна тема и многу ја сакам. Идејата е, еве, тој пример со земјоделците кај нас е многу вака видлив, да кажам. Затоа што не значи ако си земјоделец дека не можеш да бидеш предприемач, успешен предприемач. Си предприемач. Само по себе продажбата те прави предприемач. Знаењето, техниките, искуството во продавање на своите производи веќе те гради. Така што и земјоделците кои што произведуваат треба да имаат предприемачки вештини. Некој е повичен, некој е помалку вичен. Ама пазар си е пазар. Да, но треба свесноста да работи дека тие треба да се обучуваат. Јас сум многу стригна кога доаѓаат клиенти од земјоделска индустрија, особено оние кои што започнуваат сега. Има стартапи во оваа индустрија. Како не, има и иновации. Примери сакам. Да, има значи изработуваат на пример микрорастенија, микронутритиенти. Тие се многу сладки, да. Да, и тоа е сега една иновација која што се прави во посебни кутии, може да добиете нутритиенти за цел ден од неколку метри квадратни што може да се стават на да, има иновација еден куп. За овој друг дел дали треба да се обраќаат или не, секако дека стартапи треба да бидат проактивни или основачите. Треба да ги искористат сите можни средства. СИД, Центарот за менаџери, за развој на менаџери предприемачи, еден ресурс, да кажам. Се што може да се најде, треба да се искористи, бидејќи ако екосистемот нуди, зошто не би го искористиле? Да. Се што нуди треба да биде ставено во ваша полза. Од друга страна пак, компаниите, традиционалните компании што исто се наши клиенти, се постојано во потрага по иновации. И тука ние го гледаме перфектното спојување, perfect match, што викаме ние. Ако зимате вие стартап кој што има една свежа енергија, кој што е со млади, необременети со тековните активности на компанијата и го ставите во служба на корпоративно иновирање, што е меѓу другото и еден од начините како јас ги спроведувам тие корпоративни иновирања внатре, ќе добиете подобар резултат и компаниите многу сакаат тоа. И ние секогаш велиме, добро, ајде да направиме внатрешни тимови, ама да уфрлиме некој од младиве, кои што знаат како да го прават тоа, па веќе го направиле за една, две, три компании од различни индустрии, па направиме еден внатрешен процес, микс некаков, и многу им се допаѓа. Доаѓаат до резултати до кои што никогаш не би им текнал дека може да дојдат. И така се продлабочува и внатрешното иновирање, креативноста на самите вработени,
се зголемува на тој И начин. само така имаме развој на компании. Ако ги гледаме најголемите компании во моментот, секоја почнала со внатрешна иновација. Од Amazon до Apple до сите почнале затоа што некој решил дека нешто треба да се направи на нов начин и супер е свежа крв од надвор да се внесе во, да кажеме, компанијата и да даде некоја разлика. Отворени ли се компаниите за вакво нешто? И дали се менува она старото, ние вака правиме и добро ни оди. Да, има и од двата типа, и отворени и Сега некои сигурно зависи од затворени. индустријата. Не толку. Не толку. Индустријата, во секоја индустрија може да се иновира. Во тој процес на иновирање, јас кога обучувам внатре луѓе кои што треба да иновираат, секогаш им велам. Иновирањето корпоративно почнува од главата, од главниот менаџер. Тој треба да создаде атмосфера на иновирање, да ги отвори вработените во својата креативност, да создаде услови кои што може да бидат некое катче, не во дворот, клупа, тука масичка, кај што они ќе може да бидат тргнати на страна, дури физички од местото каде што работат секојдневно, да може да ги извлече да извлече креацијата. И уште еден хинт, вака што можам да го кажаме, во тие иновацијски тимови, да не ги дава истите улоги што ги имаат во работењето. Тој што е програмер, може треба да го стават хед, односно главен на иновацијскиот процес. Зашто гледа друг сегмент од работата. Да, нешто ќе видиш што другиот не е. И со такво миксирање и со различни техники доаѓаме до плејада на производи кои може да се употребат. И ние дури сме имале случаи кога тимовите надворешни што работеле, фирмата ги поканува да се вработат кај нив за да го тераат истата иновација внатре. Значи има најразлични начини како се спроведува. Само да одиме напред. Баш ми е интересно, така да се врти. Работата да врти и да врви. Многу сакам да завршам на оваа висока нота каде што зборуваме за иновации, за можноста да се прават иновации во компанијата, а меѓутоа некогаш не треба да биде толку groundbreaking или неверојатна идеја како контролирање на мисли, како не знам што, за да биде успешна на пазарот. Некогаш може да биде мала промена што го прави живењето полесно и решава проблем. Имаш ли таков пример? Не знам, подобар вид на хартија, подобар вид на таблет. Нешто така кое што мала промена на нешто што е обично направила бизнис. Се случува ли тоа? Или нам кратење еден чекор во производство, кое што многу може да ја убрза работата. Да, сега се актуелни овие AI агенти и ги имаме во повеќе области. Како, например? Например, во дигитален маркетинг. Добро. Со неколку клика ви создава кампања, ви прави стратегија, ви прави кампања на сите социјални медиуми, вие само треба да кликнете клик, да ви ги собере парите од сметка и да имате вие кампања. Let's agree to disagree. Да се сложиме дека мене не ми се допаѓа. Не велам дека човечкиот фактор не треба да се вклучи. Понатаму имаме за финансиско планирање, например, и финансиско менаџирање. Со трендовите, правење, не знам, pitch декови, други документи и така натаму. Значи, тоа е нешто што е мала технологија вклучена, меѓутоа има голем импакт за големо влијание на компанијата. Можат ли да го заменат овие работи човекот? Треба ли да се плашиме од технологијата или пак од друга страна има потенцијал и ако мене ми требаат 200 постови напишани да ми ги искуца, ама душата и нели она што е креативниот дел да го дадеме ние, затоа што во многу индустрии со дигитализацијата на процесите се направија луѓето повторувачи на одредени процеси. Например, некој учел за маркетинг, секогаш сакал да креира кампањи, да има креативата, а завршува поради дигиталните медиуми да куца исти постови по многу пати. Значи, ќе се тргне ли ова фабричка репродукција од човекот и да се даде на машината, или пак ќе се изгубат наеднаш многу работни места, тие се нели двете крајности. Роби најверојатно знае. Ќе се редефинираат. Значи, технологијата е тука. Ваша предност или мана е дали ќе искористите или не. Мислам, зборам за предприемачот. Кога е достапна и кога е бесплатна, не е логично да не искористите. Така што со ова нова технологија само велам go with the flow.
Зашто постои тука и тука нема враќање назад. Не, апсолутно. Само Тоа што напред. тоа што ќе станува поусовршена и што ќе ги снемува овие мани како, не знам, слични или понекогаш и лажни работи кои што ни ги сервира како факти и така натаму, тоа ќе се унапредува. Нормално ќе се употребува таму каде што ќе може да се замени и дефинитивно не може да ги замени сите работни места. Тоа е сепак нормално дека не може. Меѓутоа ќе се редефинираат работните позиции. Таму каде што може да се употреби вештачка интелигенција, ќе се заштеди човековиот труд за нешто друго, каде што не може да се искористи. Тоа е едноставно времето во кое живееме. Ја знаеме. Дали им помага на стартапите? Со оглед на тоа дека да вработите петорица е многу тешко, ама двајца да завршат одредена работа со помош на нова алатка, може да ви помогне брзо да тестирате продукт, што нели е најбитно во еден нов стартап, да знаете дали има пазар или нема за тоа. Да, апсолутно помага. Заштедува време и многу ресурси критични во таа рана фаза на развој. Ние гледаме сега дека може и да дизајнираме сами, да правиме онлайн кампањи сами, што е најскапата ставка во таа првична, да кажам, фаза и многу голем дел од буџетот се одвојува за овие работи и сега може да ги замениме. Може да имаат мани, сигурно. Не се ти ја знаеш твојата професија, тоа ти сигурно ги забележуваш многу повеќе. Меѓутоа, кога ќе треба да стават на вага дали да потрошат грдни пари или да има некоја мана, се одлучуваат. Јас добра кампања што резонира со емоциите на луѓето, може да ви го донесе производот кој што вие не ни знаете дека ви требал. Така. Додека генерички пост какви што гледаме во последно време премногу, не можам веќе да читам исто напишани статуси. Се надевам дека и AI ќе се подобри во таа насока, се да не умреме од досад од тие постови. Искрено, објави. Ама да, помага во рана фаза, сигурно, и во пишување на код, каде што мора да вработите инаку 5-6 програмери, што е скапа ставка, сега ќе ви треба еден за колку толку да направите нешто, но верувам дека па од сите овие луѓе ќе видиме многу креативност и ќе има многу побрз, дури екстремно брз развој. Јас искрено верувам во тоа, затоа што вие ако на паметен човек и работник му дадете малку слободно време, може многу да се случи и да се измисли, па на крајот од денот добро е да се дружиме. И тука повторно се враќаме на вредностите. Оно што треба да го градиме како лични карактеристики, како благородни битија на овој свет, за да може разумно и одговорно да ја користиме таа технологија. И сега кога бираат ангелите, бизнис ангелите на кого да дадат финанси за да отпочне собствен бизнис, дали ја бираат личноста или бизнис идејата? Зашто сигурно е битна бизнис идејата, ама ние тука сме добивали интересен одговор. Еве како е кај нас. Кој е првиот што го гледате? Дали овој предприемач има ова да го извади на пат па што сака некај, или ова е многу добра идеја и сигурно треба да се финансира? Јас го тестирав ова. Го тестирав со нашите стартапи, дали ние влегуваме во некоја таа глобална статистика, европска и американска пред себе, бидејќи се предводници, и не сме далеку. Тука сме негде. А тоа е дека нашите бизнис ангели попрво ќе инвестираат во тимот, кој што е добар, а има не толку добра идеја, отколку во совршена идеја со лош тим. Да. Идејата само по себе не го прави бизнисот, имплементацијата го прави. Тоа што вие ќе го направите на терен, што се вели. Колку ќе продадете, како ќе го развиете, како ќе искомуницирате со јавноста, како ќе ги водите финансиите, дали ќе обезбедите одржливост и така натаму. Тоа што ја прави разликата, тоа го прави тимот. Идејата може да биде најсовршена на светот и за жал многу такви идеи пропаѓаат само заради тимовите. Ти благодарам и се надевам дека уште повеќе средства ќе влезат во вашиот сектор и уште повеќе ќе поддржуваме иновации, затоа што само така ќе има развој зборувам за целата економија. Имаш некоја идеја колку во моментов средства се спремни за инвестирање во нови бизнис идеи и предприемнички идеи? Не можам да кажам бројка, бидејќи од проста причина што се работи за физички лица, кои што имаат средства за инвестирање и секогаш се различни. Никогаш инвестираат 5000 евра, никогаш 20, никогаш 100.
различни стартапи, различни барања, различни модели и не може да се направи едноставно купче кој ќе речеме ова ни е на располагање и може сега да го инвестираме. Тоа се луѓе кои што проценуваат според своите способности и потенцијал дали некој стартап ќе успее или не, така решаваат. Но тоа што можам да кажам е дека еве и преку овој подкаст можам да ги поканам сите кои што сакаат да станат бизнис ангели, имаат можности, имаат знаење, да се обидат да направат инвестиции преку овој наш клуб. Ние можеме да ги обучиме, да ги поведеме, да им кажеме како тоа да го направат и со тоа го зголемуваме пулот на пари кои што би биле посветени за стартапите. Така Тоа е. е мојот искрен апел. Наместо 10-тиот стан вложете во еднината на државата. Да, тоа е многу Мислам некреативно, дека- еве, да бидеме покреативни. Покреативни. Многу ти благодарам и се гледаме наскоро, а ти уживај си со твоите мали предприемачиња. Фала ти, Јована, и јас се надевам со новости, бидејќи многу брзо се развиваат работите и да очекуваме резултати.